Ѓурчев, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добар ден, господин Ѓурчев, благодарам што сте тука. Добар ден, поздрав до вас, поздрав до вашите гледачи, поздрав исто така и до сите овие луѓе кои што работат тука, кои што пренесуваат вистината, кои што служат на новинарската професија, кои што служат на јавноста, а кои што овие денови гледаме дека се цел на еден брутален удар од страна на СДСМ, нивните послушници и еден режим во најава, кој што македонските граѓани со право го препознаваат како штетен за државата, штетен за слободите и како еден режим кој што едноставно се обидува уште во своето предвечерие, кој уште не е почнато, а и тоа како ќе се прашаме дали ќе почне, најавува прогон на политички неистомисленици, затворање на стопански капацитети, затворање на фабриките и враќање на Македонија во 90-тите. Тие 90-ти во кои што имаше една телевизија, еден весник, каде што фабрики се затвора секоја недела, секој месец, а немаше кој да ја каже вистината, немаше кој да ја канализира слободата, а од друга страна имавме една транзиција и приватизација, имавме едно обезличување на државата, промена на устав и така натаму, кое што едноставно е крајно проблематично од гледна точка на иднината на оваа држава. Ќе поразговараме околу сите актуелни политички прашања во овие поенти, нешто подоцна. Сега на почетокот сакав да ве прашам токму за случајот на Сејат Кочан. ВМРО ДПМН ова прашање го издигна високо во агендата, веќе втор ден има жестоки реакции, очигледно станува збор за политичко прашање. Ако не се лажам, вчера во соопштението ВМРО ДПМН дури прогнозираше дека овој случај може и то како да ја продлабочи политичката криза во која се наоѓаме веќе 2 години. Па веќе ја продлабочува, затоа што гледаме дека има не намера, туку конкретна операција од страна на СДСМ, СЈО и целата таа композиција за репресирање на политичките неистомисленици. Значи сега е на удар телевизија нова, но исто така знаеме и најавено е, видовме заев пред малку, всушност пред неколку години, ни кажа, пред малку се подсетивме, дека на удар се и Сител, и Канал 5, и Алфа, и Македонската телевизија, и така натаму. Значи, секој кој што не мисли, онака како што мисли СДСМ, како што мисли нивниот центар за комуникации, тој е и треба да биде според нив на удар, треба да се затворат тие телевизии, треба да се замолчат тие медиуми. Тоа е како СДСМ ја поима слободата. Значи, внимавајте, ние имаме ситуација каде што новинари на проопозициони телевизии секој ден држат часови и часови емисии во ред, добро е што е тоа така. А истовремено, и на кој што ништо не им фали, а истовремено велат дека има режим, дека нема слобода и така натаму. Секој ден се на вести, секој ден се на емисии, секој ден се на трибини и така натаму. Велат нема слобода, нема демократија. А кога треба истата слобода и демократија да им ја овозможат на другите, тогаш тие се тие кои што први ќе удрат. Значи, имаме ситуација во која што во име на некакви вредности, транспарентности, така натаму, во време на изборите. Сега, пред 3 месеци, вчера, имавме повеќе изречени казни од страна на медиумското тело, кое што се формираше по насока на Сорос и нивните композиции, отколку во 26 години македонски плурализам. Значи, во неколку недели, во месец дена се изречени повеќе казни, укори, престапи и така натаму за изразена слободна мисла. А внимавајте, слободата на мислата и верувањето е уставна категорија. Значи, некој сака да не врати во среќна нова 48 година, некој сака да не врати во среќна нова 95 година, во време кога што се удира и се ничкосува цели предпријатија, цели фирми. Ова е удар исто така и врз бошњачката заедница, но исто така и повеќе стотици вработени од сите националности. Значи, например, она што е на микросредина, сега како кажам, значи што значи сите овие предпријатија кои што се на удар, вклучувајќи и ТВ Нова за бошњачката заедница во Македонија. Она што е Рек Битола за битолската економија, она што е Осломеј за кичевската економија, она што е туризмот за охридската економија, она што е Дрексел Маер за економијата во Кавадарци, она што е Оризот во Кочанскиот регион, тоа за добар дел од бошњачката заедница во Скопје, во околината на Скопје, се толкому овие предпријатија кои што се на удар поради слободното информирање на ТВ Нова. Значи, тука имаме засегнатост, уште еднаш ќе речам, не само на бошњачката заедница, имаме засегнатост и на македонците, на албанците, на турците, ромите, власите, србите и сите заедно. Имаме директен удар врз екзистенцијата на стотици и стотици луѓе. Имаме директен удар и најава на
поголем број на медиуми кои што се очигледно објавено на листата на одстрел на СДСМ и Зоран Заев, имаме најава за удар врз цела една новинарска фела. Значи, ударот е силен, но истовремено и реакцијата на граѓаните на Република Македонија е силна. Не случајно, секоја вечер, секој ден, во Македонија има луѓе кои што протестираат. 100, 150, 200.000 луѓе. Кога во Македонија во 37, 32, 33 градови, во 33 општини, во истовремено се протестирало. Значи, автентично, граѓанско движење, луѓе кои што гледаат и не име се едно што ќе се случува со државата, кои што ја сваќаат ова ујдурма, луѓе кои што гледаат едноставно дека се бајпасира нивната волја и дека имаме очигледна мајоризација на македонскиот народ. Значи, со ова сакам да завршам, значи внимавајте. Трајниот, хроничниот проблем на СДСМ, од немање на подршка кај македонското гласачко тело, се обидува да се бајпасира, да се премости со очигледно операција за маргинализација на македонскиот народ, за негово мајоризирање и за негова дефакторизација во оваа држава. И затоа, значи, кога сето ова ќе го ставиме на куп, вклучувајќи го овој удар кој што очигледно се случува против телевизија Нова, политички удар, нарачен удар, доаѓаме до еден заклучок, тоа е дека граѓаните на Република Македонија, од сите националности, од сите вери, се загрижени и нормално и си ја бранат екзистенцијата, си ја бранат државата, си ја бранат слободата, си го бранат тоа уставно уредување кое што ја организира ова Македонија во која што сите заеднички живееме. Господин Ѓурчев, останувате вие во студиото, ќе поразговараме за сите актуелни политички прашања и за конституирањето на собранието, и за протестите, и за тиранската платформа. Во меѓувреме да ги погледнем гостин, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, господине Ѓорчев, гледаме 19 ден продолжуваат протестите, очигледно незадоволството од така наречената тиранска платформа е големо кај граѓаните, велат дека нема намера да отстапат се додека не се повлече. Тоа е едно од барањата на ВМРО ДПМН како начин за излез од кризата. Вие дури ветувате поддршка како партија за малцинска влада на СДСМ доколку одлучат да се повлечат од поддршката за спроведувањето на оваа платформа, но вашиот предлог еве, ако не се лажам, 2-3 недели е веќе на маса, не наидува на некаква поддршка од СДСМ. Па за жал не наидува на поддршка од СДСМ затоа што агендата на СДСМ, намерите на СДСМ, програмата на СДСМ е очигледно друга. И јас не можам да разберам како според тие луѓе кои што некои ви забележуваат дека велат дека ВМРО ДПМН не е искрена со овој предлог и дека тоа е искрена, знаете што, погледнете една траекторија која што трае 25, 26, 7 години. Погледнете и 91 година која се носеше уставот, референдумското прашање, може да ги погледнеме 94 година со фалсификатот на тогашните избори, 95 година знамето и уставните промени кои што дојда, можеме да се подсетиме на територијалната поделба која што има и тоа какви последици врз Струга, Кичево, Скопје и така натаму и така натаму. Значи се работи за една низа во однесувањето на СДСМ, но мислам дека Зоран Заев ги надмина сите овие. Она што, еве, например, мене ми е карактеристично, тоа е дека дузина на луѓе кои што биле блиски, кои што орбитираат кон СДСМ овие години и децении, никаде ги нема. Например, колку и да не сме се согласувале со Бранко Црвенковски, сме били тоа како во контра, од пресконференции до кампањи и интервјуа, сепак значително и значајно е него што со месеци, па дури и со години го нема. Мислам дека тој не би се дозволил ваква комоција да дава вакви предлози како Зоран Заев. Го нема никаде Благој Канџиски, ја нема никаде Илинка Митрева, ја нема никаде, па и сигурен сум дека почитуваниот прв претседател на Република Македонија Киро Глигоров никогаш не би се дозволил вакви предлози какви што секојдневно ги дава Зоран Заев и неговите најблиски соработници, не би се дозволиле да даваат. Значи, што е неспорно, господине Ѓурчев, во таа платформа? Заев излезе со една предлог владина програма, тврди дека нема ништо во неа спротивно на уставот. Јасна е агендата. Значи, јасна е агендата, тоа е десубјективизација на македонскиот народ, тоа е темелно редефинирање на она што се нарекува македонска држава, во која што заеднички и равноправно живеат сите граѓани, и создавање за предуслови за 5, 10 или 15 години за цела низа на други
барање во која што во некој иден таков контекст ќе се отвораат уште повеќе порадикални барања. Значи, ние сега зборуваме за темелите на она што се нарекува државност на Република Македонија и она што се нарекува субјективитет на македонските граѓани. А во делот на она што го гледаме како протести, како реакција оправдана од страна на луѓето, мислам дека се случува еден сличен феномен 2005 година, кој што го гледавме во Струга и во Кичево. Значи, што се случи тогаш со територијална поделба? Значи, 2005 година, со решенијата кои што ги донесе тогашниот СДСМ, СДСМ го антагонизираше огромното мнозинство на македонското гласачко тело во овие општини. И СДСМ со политиките кои што ги спроведуваше, работејќи позади грб на граѓаните на Република Македонија, порачувајќи некои прашања не заслужуваат одговор, бегајќи од референдум, како што сега бега од повторување на изборите за да граѓаните знаат за што гласат, се случи СДСМ генерацијски за наредни 10, 15, 20 години, референдумски, плебисцитарно, да го загуби македонското гласачко тело во Кичево, во поранешна општина друго, во Врнештица и други места. СДСМ референдумски и плебисцитарно го загуби македонското гласачко тело во Струга и Струшко. Мислеше во Враништа и цела низа на други населени места. И мислам дека таму нема да се залепи работата, нема раководство на СДСМ кое што во догледно време, во догледни иднина ќе може тоа да го направи, затоа што граѓаните чувствуваат она што СДСМ го приреди. Сега, обратно, како што тогаш тоа го чувствуваа на ниво на општина Кичево, на ниво на општина Струга, сега го чувствуваат на ниво на држава. Граѓаните на Република Македонија, македонското гласачко тело, но исто така и огромното мнозинство на гласачи турци, каде што оваа коалиција има поддршка од мнозинството турци во Македонија, поддршка од мнозинството роми, поддршка од мнозинството срби, поддршка од мнозинството бошњаци, поддршка од мнозинството власи и други националности, еднакво на тоа, еднаков анимозитет сега СДСМ добива. Значи, имаме едни тектонски политички вижења во Република Македонија. Значи, од една страна, ударот на СДСМ и операцијата за бајпасирање на мнозинството на граѓани во оваа држава и нивно мајоризирање. И од друга страна имаме една реакција од страна на граѓаните кои што едноставно не го дозволуваат тоа. Значи, имаме сега ситуација каде што уметници, луѓе, спортисти кои што не ги асоцираме многу со политика, напротив, не ги асоцираме воопшто, реагираат. Имаме камионџи, ловџи, фолклорни друштва, не знам, друштва на македонците од Егејска Македонија, понатаму новинарски здруженија и така натаму, реагираат на овие протести кои што ги гледаме во Скопје. Па не се таму членовите или гласачите на ВМРО ДПМН, да има многу луѓе што гласале за ВМРО ДПМН, но има еден куп и многу луѓе кои што едноставно политички или партиски не припаѓаат кон оваа коалиција, но кои што и тоа како излегуваат, и тоа како протестираат, и тоа како кажуваат. Затоа што нив не им е sejedno кога се демонтира и се разградува асномска Македонија. Добро, граѓаните си окажуваат својот став на улиците, но сепак политичарите, партиите, низ институциите ги спроведуваат своите политики. Очигледно СДСМ и ДУИ и другите албански партии кои го создадоа тоа ново парламентарно мнозинство немаат намера да се откажат и да запрат. Еве, побараа денес да се конституира собранието. Веројатно ќе биде и законот за јазиците една од првите точки за работа на новото собрание, ако се имало предвид ставот на албанските партии и на ДУИ, дека тоа е и предуслов за избор на следната влада, како ВМРО ДПМН ќе се постави во однос на целиот овој процес? Па, господин Трајко Велјановски, како доскорешен председател на собранието и сегашен председавач на собранието, ја закажа координацијата во вторник, во 12 часот. На таа координација ќе треба да се види кои се барањата, кои се предлозите, кои се концептите кои што ги нуди СДСМ и соодветно на тоа нели да се чуе одговорот од ВМРО ДПМН. Она што очигледно е јасно тоа е дека ВМРО ДПМН треба и му следува да има повеќе представници од СДСМ во комисијата за верификација, затоа што ВМРО ДПМН заедно со сите коалициони партнери кои што ги имаме во коалицијата за подобра Македонија е
победник на изминатите Слушнав парламентарни изјавата на избори. Заев, тој рече дека Да, ама тој ги менува ставовите, знаете како, значи сега денес или вчера или ке даде некоја изјава за нешто, па можеби понеделник, вторник ќе биде друго, но јасни се оние начини на функционирање и правилата во собранието Република Македонија. Јасно е дека 51 е повеќе од 49. Јасно е дека иако 20.000 гласови е под наводници тенка победа, сепак е победа со 20.000 гласови, како што во кошарка, ако некој победил со 2 разлика, сепак е победа. Значи не се прекинува утакмиците или не се прогласува дека нема победник, туку нека биде или не знам во трка на 400 метри, ако некој победил со помала разлика, сепак е победа. Така што оваа победа која што има коалицијата за подобра Македонија е победа, но истовремено она што СДСМ го загрижува, тоа е референдумското и плебисцитарно одбивање на нивната програма од огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија и во Скопје, и во еден куп општини из цела Македонија, и затоа сега имаме и бегање од предвремени парламентарни избори, имаме бегање од локални избори, сакаме и гледаме дека констатираме дека СДСМ сака што е можно повеќе да ги одложи локалните избори, затоа што тоа ќе биде уште едно демонтирање и делегитимирање на она што се нарекува тиранска платформа прифатена од СДСМ и едноставно овие перипети ќе продолжат, но важно е да се биде трпелив, да се биде упорен, затоа што државноста на Република Македонија е нешто што е многу скапоцено и нешто за кое што граѓаните имаат силни чувства. Тие силни чувства ги гледаме секој ден низ сите македонски градови, ги гледаме низ еден куп општини и добро е што едноставно граѓаните имаат став за она што се поднесува на нив. А удари ќе има. Гледаме ударите и врз ТВ Нова, ги гледаме ударите врз еден куп предпријатија, ги гледаме притисоците. Исто така, но борбата за Македонија никогаш не била лесна, но за разлика од некои минати времења, граѓаните на Република Македонија имаат своји избрани представници, имаат своји институции, кои што некои прашања кои што се очигледно на штета на оно што се нарекува државност и унитарност, може да кажат едно големо не за сето тоа. Председателот Иванов токму поради тиранската платформа не му го додели мандатот на Зоран Заев и покрај тоа што тој му достави 67 потписи од пратеници, што доколку Заев и останатите албански партии одлучат да формираат влада на сила, дали е можно вакво сценарио без мандат, бидејќи најавуваат дека имаат план Б, Ц, Д, не знам што. Уште едно, значи, јасна е тенденцијата, не е тенденција, туку операција е, конкретна операција на СДСМ за бајпасирање на македонското гласачко тело, на македонскиот народ, но исто така и на турците, србите, ромите, власите, бошњаците и останатите. Јасно е дека со ова што го прави СДСМ сака да го сведе македонскиот народ на декор во Република Македонија, на украс кој што треба да биде прегласуван и раја која што треба да биде владеена. Тоа е целта на оваа операција, но истовремено уште еднаш народот го има својот субјективитет. Не верувате дека Заев може без мандат да тргне во операција за формирање на влада? Народот е врховниот арбитар. Суверенитетот во државата произлегува од граѓаните на Република Македонија. Да, но народот е на улиците скоро трета недела, но Заев не се откажува од намерата да ја формира владата. И покрај тоа што се луѓето на улица и покрај тоа што председателот Иванов и по втор пат и по трет пат повтори дека додека не се откаже од тиранската платформа нема да го додели мандатот. Па со секој изминат ден станува појасно отприлика која е целата ова лакрдија која што се приредува на Република Македонија со месеци и со години наназад. Че имавме една ситуација во која што секој месец се отвараа нови фабрики. Секој месец се почнуваше изброја на некој пат или автопатишта. Секој месец имавме потпишување на договор за нова инвестиција или нејзино пуштање во работа, спортски сали и така натаму и така натаму. Очигледно на некој тоа не му одговараше, ја втурна државата во криза, ни се представуваа некои меѓународни представници како независни, а гледаме после тоа ни учествуваа и по шарени револуција, сега ни препорачуваат дека државата не е страшно ако се федерализира, за 10 години ќе ни препорачуваат, па и ако се укине дека не е страшно, дека има еден куп народи кои што немаат држави и така натаму и така натаму. Но ние како граѓани на Република Македонија, како слободни луѓе, како народ кој што има своји оправдани
политички аспирации за државност, велиме, не, ние не се согласуваме со демонтирање на нашата држава и истовремено ние сакаме да бидеме еднакви со останатите држави и народи, да го имаме тоа што другите го имаат, но не се согласуваме и на помалку. Значи, ја гледаме Македонија како земја членка на Европската унија и НАТО, земја која што има стратешко сојузништво со Соединетите американски држави, подпишано од оваа влада 2008 година. Македонија земја која што е отворена за странски инвестиции, во која што се отворија еден куп нови фабрики од Соединетите американски држави, од Германија, од Велика Британија, од Италија, од другите земји. Земја која што учествува во меѓународните мисии на Европската унија и НАТО со својата војска, со своите контингенти. Земја која што уште еднаш ќе речам цврсно определена на евроатлантскиот пат и истовремено земја која што сака да има еднакви права, еднакви можности како што имаат и другите држави. Значи не бараме повеќе од другите, но не се согласуваме и на помалку. И тоа е едноставно една фер позиција и на македонскиот народ и на големото мнозинство на граѓани на Република Македонија, кои што имаат свое достоинство и кои што преку своето собирање, преку своето манифестирање, преку своето слободно изразување на мислење го кажуваат тоа што го кажуваат изминативе недели и месеци. И колку повеќе одминува времето, толку повеќе луѓе ќе ги видат вистинските намери на СДСМ и на што се е подготвено раководството на СДСМ. Има еден куп членови на СДСМ кои што не се согласуваат со сето ова, кои што не име се едно што се случува, а кои што едноставно сега за сега премолчуваат, се некаде ни ваму ни таму, но како што ќе иде времето, ќе дојдат на слични позиции како што со овие луѓе кои што во моментов ги гледаме во Велес, во Кочани, во Охрид, во Гевгелија и во другите места, во Скопје исто така. Господине Ѓорчев, Македонија е повеќе од 2 години во криза веќе, а на луѓето навистина им е смачено од сето ова што се случува. Вие набројавте некои од работите кои се надвор од нормалното во овој период, има и други. Во вторник доаѓа еврокомесарот Хан со тројцата европратеници. Можно ли е да ни се случи некој ново пржино 3 за излез од целата оваа ситуација? Очекувавме, се најуваше дека после тие пржино 1 и 2, после изборите, кризата ќе се надмине, но еве, сведоци сме дека тоа не е случај. Кога и како очекувате да заврши оваа ситуација, оваа политичка криза во која се наоѓаме и не е само политичка, институционална и секаква поинаку? Треба да видиме кој ќе биде концептот, кои ќе бидат предлозите со кои што ќе дојде еврокомесарот Хан. Треба да видиме што ќе биде дел од агендата и нормално согласно тоа да се произнесеме. Истовремено јас би се надоврзал на тоа кое што можеби во моментов не е толку видливо, но се случува. Тоа е една значителна промена на политиката во Вашингтон, вклучувајќи и надворешната политика и вклучувајќи ги позициите на Вашингтон спрема Република Македонија. Останувате на идејата дека избори се најдобро решение за излез од ситуација? Апсолутно. Значи, знаете што? Република Македонија не е ни првата ни последната земја во која што имало тесен изборен резултат и во кој што има проблеми, перипети и слично ќорсо какво функционирањето на влада. Да има нови избори, може повторно се истите резултати. Па добро, тогаш веројатно од СДСМ најсеќни биле и 50 години да нема избори, да има една телевизија, еден вестник и една политичка партија и да нема воопшто гласање, но легитимно е барањето за нови избори. Мислам дека резултатот не само што нема да биде приближен или ист. Резултатот ќе биде прилично убедлив. Затоа што има еден куп луѓе кои што биле злоупотребени во она што се нарекувало шарена револуција, еден куп луѓе кои што верувале во некакви искрени намери на Заев и дел од раководството на СДСМ, кои што гледаат еве еден режим во најава, кој што се чувствува преку репресија на медиумите, се чувствува тоа преку локалните самоуправи во кои што власта има СДСМ. Ева погледнете на пример општина Куманово. Дали таму има департизирана администрација? Дали таму има некој професионализам? Дали таму е спречено загадувањето, а гледаме дека Куманово е најзагаден град во Европа, според загадувањето? Дали таму Сорос организациите нешто реагираат, собираат потписи, се грижат за екологијата или слично? Не. Дали има некаков плурализам, нели, и така натаму политички колорити и слично во општина Струмица? Нема. Например, кога беше шарената револуција, имаше ситуација каде што оправдано
Внимавајте го се, значи оправдано и со сето право, луѓево, нели, со дел од она демократско милје во кое што живееме, а кои што работат во државните институции, преку Фејсбуци, преку Твитер, преку лично присуство, преку фотографии, го манифестираа своето учество во шарената револуција. И беа на улиците. Значи, со денови и со месеци, еден куп луѓе кои што се дел од јавниот сектор на државно ниво, легитимно го манифестираа својата проопозиционна настроеност и своето опозиционо расположение. Дали има еден човек кој што работи во општина Куманова, кој што овие денови може нешто да каже против градоначалникот, да каже против СДСМ или да каже ЗАЕВ. Тоа кажува како СДСМ ја замислува демократијата. Тоа кажува како го замислуваат професионализмот и така натаму и така натаму. Овие еден куп борци за човекови права кои што ги гледаме, каде се ги бранат човековите права на новинарите од ТВ Нова. Каде се ги бранат човековите права кога искршена редакцијата на Весникот Република неколку пати и на Радио Слободна Македонија. Каде се тие борци за човекови права да се борат, не знам, кога е нападната телевизија, сители натепани се неколку новинари. Значи, имаме очигледна замена на тези. Треба да се смири целата работа, но граѓаните се, уште еднаш ќе кажем, со силни чувства и со право вознемирени. И кога ги гледам овие кадри кои што ги гледате, па ова е причината за ударот во ТВ Нова. Ниф ова им пречи. Им пречат овие дронови, им пречи ова што цела Македонија и цел свет може да види дека Македонија има народ што е силно приврзан кон својата држава. И се работи за илјадници луѓе. Им пречи што се гледа и се слуша огромното мнозинство на граѓани во Велес, во Кичево, во Кочани, во Штип, во еден куп други места, во Крива Паланка. Им пречи што со вашата професионалност ви имате само изминатиот сат, еден час имате луѓе пред собрање, имате пред основното јавно обвинителство, луѓе пред судот, студио и така натаму. Што има една професионална телевизија која што рамо до рамо со најсовремените телевизии во Европа и во светот има покривање на станите она што ги интересира луѓето. Значи, уште еднаш, ова е битка за демократија. Ова е битка против режим во најава. Ова е битка против едноумија која што се обидуваат да ни го наметнат оние кои што не се семнуваат од телевизија. Велат, режима не се семнуваат од телевизија, влакно не им фали од главата, на глава ни се качуваат со години и со месеци. Тие претепуваат луѓе и претепуваат новинари. Ова е уште еднаш керчев, значи, битка и за демократија, и за државноста на Република Македонија, за правото на слободен избор, затоа што граѓаните гласаа. Млада држава сме, господин Ѓорчев, 25-6 години демократија. Веројатно треба време додека не созре во целост демократската свеста кај сите. Ви благодарам многу што бевте наш гостин. Еве, гледачите веќе имаат прилика да видат